Господин Милошевски, може ли да дадеме една општа оценка до каде сме со дигитализацијата, особено кога се работи за мали и средни предпријатија? Да, значи Македонија во однос на дигиталната инфраструктура стои доста добро. Бевме меѓу првите држави која што обезбеди целосна покриеност на интернет на целата територија. Но во поглед на примената на дигиталните решенија и дигитализацијата во малите и средните компании, мислам дека се доцни. Во изминативе неколку години постои подобрување во тој аспект. Според глобалниот индекс на иновативност, Македонија напредува во областа на користењето на дигитални алатки во малите и средните компании. Колку сопствениците на вакви мали и средни бизниси имаат волја да ангажираат консултанти за дигитализација, колку имаат волја да ги послушаат со оглед на тоа што вообичаено се работи за луѓе кои ги создале бизнисите од нула. Најголем дел од компаниите во Македонија, приватните, се формирани кон крајот на 90-тите и почетокот на 2000-те години од предприемачи кои што имале некаква визија што сакаат да постигнат. За да го постигнат ова што го имаат денес, најчесто се базирале на своји инстинкти и на ограничени информации и податоци кои што им биле достапни. Секојдневно донесувале своји одлуки, така да користењето на надворешни експерти и консултанти кои што би ги советувале во однос на секојдневното работење е доста со одредени ограничувања од страна на компаниите, односно менаџерите, бидејќи тие пред се мора да видат вредноста што ќе добијат од користењето на консултантите. Така да затоа консултантите најчесто кога соработуваат и нудат услуги консултантски на компаниите, започнуваат со некакви помали проекти, поедноставни, кои што треба во краток рок да донесат некакви видливи резултати за компанијата, за да потоа понатаму се продолжи со посеопфатни консултантски активности. Кои фирми најчесто ангажираат консултанти? Најчесто тоа се мали и средни компании. Големите компании веќе во себе имаат направени организацијски единици кои што и вработено луѓе кои што ги обавуваат тие активности на анализи. Меѓутоа најчесто тоа се мали и средни компании во моменти кога се среќаваат со одредени предизвици кои што не можат самите интерно во компанијата да ги решат. Најчесто тоа станува збор кога чувствуваат некаков проблем во работењето, гледаат дека има продажба, дека има приходи, но профитабилноста не е каква што очекуваат, или пак во случај кога планираат поголема инвестициска активност, им потребна им е добра анализа за да можат да донесат конечна одлука пред да инвестираат. Кои се најголемите предизвици во дигитализацијата? Рековте дека не ни оди баш најдобро. Имаме ли луѓе за да ја спроведат или да ја спроведат таа модернизација? Значи, дигитализацијата и дигитална трансформација се два термини кои што во последно време добиваат се поголемо значење. Дигитализација подразбира примена на алатки од информатичка и комуникацијска технологија за подобрување на тековните процеси. Компаниите се свесни дека дигитализацијата може да им придонесе да ја подобрат ефективноста, да подобрат продажбата, да ја подобрат услугата кон своите клиенти. Она што е клучно за да успее една дигитализација во компанија е јасна визија и мисија на менаџерскиот тим, на собствениците, на менаџерите, што сакаат да постигнат. Значи, најпрво да имаат стратегија како сакаат да се развива нивниот бизнис, а потоа во рамките на таа стратегија како да применат дигитализацијата за да достигнат својата визија, односно своите цели. Освен целосна посветеност и јасна видливост кон другите вработени од страна на менеджментот, потребни се сепак и луѓе спремни, едуцирани за да можат таа дигитализација да ја спроведат во компанијата. Сметам дека искуството од соработка со многу компании покажува дека не секогаш луѓето интерно во компанијата се спремни да спроведат такви дигитални решенија, па затоа најчесто се повикуваат на надворешни консултанти кои што ќе им помогнат во тој процес на дигитализација. Не се спремни поради незнаење или поради отпор кон промените? И двете. Значи, делумно е тоа заради незнаење, значи недоволно се познати дигиталните технологии. Јас лично верувам во она што се нарекува lifelong learning и мислам дека сите вработени во компании мора постојано да се едуцираат
со она што носат новите технологии, како да ги искористат за подобро да работат и да ги завршуваат своите работи. Какви промени очекувате да донесе вештачката интелигенција во работењето на малите и средни бизниси? Она што е важно за вештачката интелигенција дека овозможува да се скрати времето и да се оптимизираат процесите во работењето. Во иднина се очекува дека профилот на идните вработени ќе биде базиран на знаење. Значи, колку се вешти да ја користат вештачката интелигенција во работењето. Се очекува напредување и во другите области, така да она што останува пресудно во периодов е регулатива, значи воспоставување на регулатива за која што ќе оневозможи злоупотреба на вештачката интелигенција за активности спротивна на интересите на човештвото. И за крај, може ли да ни посочите некој позитивен пример на кој што сте работеле каде што дигитализацијата допринела до унапредување на процесите или на бизнисите? Основа на дигитализација во една компанија е да се има еден добар ERP систем. Значи софтвер кој што го опфаќа целокупното работење на компанијата, почнувајќи од финансии, продажба, производство, управување со човечки ресурси. Во изминативе години како консултант сум работел на имплементација на повеќе ERP софтверски решенија во македонски компании. Првата имплементација пред 20 на години во компанија за производство на мебел се состоеше во замена на островцата на автоматизација кој што постоја во компанијата, во делот на финанси, во делот на продажба и во делот на производство, да се интегрират во едно целосно решение. Компанијата на тој начин доби целосен увид во работењето и овозможи да полесно ги планира, значи увид од финансиски, од производствен аспект и од продажен аспект, но и полесно да ги планира активностите во следниот период. Во изминативе неколку години таква слична имплементација беше направив и во уште две компании, една во областа на дистрибуција на пијалоци и храна. Главниот момент се состоеше во дигитализација на превземање на нарачките, наместо рачно да се запишуваат нарачките од купувачите, веднаш се внесуваа во ERP системот кој беше поставен во клауд. Како резултат на таа промена, компанијата успеа во изминативе 3 години да бележи просечен раст на приходите од 15 до 20%. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам и на вас за поканата.